чест и задоволство ми што денеска сум повикан да бидам дел од програмата на Радио Телевизија Кочани како дел од серијалот за представување на потенцијалите и можностите на Amphenol Technology Македонија. Поконкретно, јас сум Дарко Димитров, вработен во одделот за КАЕ електроник, односно Confection електроник во Amphenol Technology во Кочани, неполни 3 месеци. Поконкретно во што се состои дејноста на Confection електроник. Ние сме дел од една поголема групација, поточно седиштето се наоѓа во Кресберг во Германија, која што има долга историја, односно датира некаде нивното работење пред 70-80 години, што значи дека веќе се докажан бренд во доменот на автомобилската индустрија, токму во доменот во кој што и ние делуваме. Поконкретно нашата дејност се состои во производство на кабли за автомобили кои понатаму се вградуваат во различни делови во различни сектори, значи од автомобилската индустрија во смисла на сензори со прикинувачи, системи за електрично придвижување на стакла, потоа загреачи на седишта, конектори за ладење на мотори и така натаму. Како што кажавме, значи ние сме дел од таа голема корпорација Confection со седиште во Кресберг во Германија, до каде што сега значи се уште ги доставуваме ги дистрибуираме нашите готови производи, кои понатаму тие ги дистрибуираат до крајните потрошувачи, кои што ќе бидат наведени во продолжение, со интенција во што можно по поблиска иднина да станеме и главни дистрибутери, значи на нашите потрошувачи на нашите производи, до крајните потрошувачи. Именно кога станува збор за тоа кои се купувачи сегашни на нашите производи, тука станува збор за една плејада на веќе докажани фирми од областа на автомобилската индустрија, како например Sensata, Brose, Берлин од соседиште во Германија, потоа фирмата Bauerhin исто така соседиште во Германија, фирмата Autoliv, шведско-американска компанија соседиште во Стокхолм, значи веќе докажани брендови кои што со долги години работат во областа на автомобилската индустрија. Поконкретно, значи за кои крајни купувачи станува збор. Фирмата во кратки црти, значи ќе кажеме на лична карта на нашите купувачи. Фирмата Брозе Берлин е некаде со една од 5 водечки компании во доменот на автомобилската индустрија во семејна сопственост, која што се бави со испорачување на мекатронички системи за врати, потоа електрични мотори, држачи и нејзините производи, за нејзината репутација доволно зборува фактот што нејзините производи се вградени веќе во, може да кажеме, во секое второ возило од познатите светски брендови. Тука не заостанува и фирмата Bauerhin, која што поконкретно се занимава за која што исто испорачуваме кабли кои што се вградуваат во електрични греачи за седишта. За нејзината репутација само доволно зборува фактот што нејзините производи се вградени во најголемите брендови автомобилската индустрија, како например Daimler, Audi, BMW, Renault, Porsche и така натаму. Потоа фирмата Sensata исто така е со долга историја, некаде датира нејзината историја од пред 100 години, која што се бави поконкретно со производство на автомобилски прекинувачи и автомобилски сензори. Исто така тука бија споменали и фирмата Autoliv, за која што исто така испорачуваме, а поконкретно нејзината дејност е од областа на производство на системи за безбедност во автомобилската индустрија. Исто така нејзината историја датира од многу одамна, што само зборува во прилог на фактот дека нашите купувачи сегашни и идните потенцијални со кои што планираме да соработуваме, да склучуваме идни аранжмани, се веќе докажани брендови кои што долги години и децении, некои и повеќе обстојуваат во секторот во кој што действуваме, поконкретно во секторот на автомобилската индустрија. Јас сум Ивана Стојанова Симеонова од Кочани, вработена сум во Amphenol Technology Македонија како референт за транспорт и логистика во производна единица антени. Моите работни обврски во Amphenol се организација на транспорт за увоз и извоз, подготовка на документација за извоз, како и секојдневна комуникација со добавувачите, транспортните компании и шпедицијата. Антените кои што се произведуваат во Amphenol Technology се наменети за мобилна телефонија. Тие се завршни од дел од базната станица
и го пренесуваат сигналот за мобилна телефонија на одредено подрачје. Кога се вработи во амфенол, имавме извоз еднаш неделно, додека денес, со зголемениот обем на производство и зголемените капацитети во амфенол, имаме 3 до 4 извози неделно. Најчеста дестинација каде што ги извезуваме антените се Франција и Англија, тоест нашите фирми сестри, но имаме испораки и до директни купувачи во Словачка, Шпанија и Египет. Кога извезуваме за Франција и Англија, кај нашите фирми сестри, тие потоа ги дистрибуираат антените до светски познатите крајни купувачи, како што се Orange од Словачка и Vodafone, а сега пред некое време склучивме договори со Nokia и треба да произведуваме антени кои ќе бидат наменети за Nokia. Јас сум Љубица Николова и работам како референт за логистика во производната единица Филек. Во оваа производна единица се произведуваат кабли наменети за автомобилската индустрија. Овие кабли се употребуваат во сигурносните појаси за автомобилите. Неделно имаме испораки до Autoliv Унгарија и Романија. Ова се директни испораки. Во Романија испорачуваме на 2 места, каде што се монтираат сигурносните појаси. Освен директните испораки, имаме испораки до Филек во Франција, од каде овие кабли се дистрибуираат во Кина, во Русија, Бразил, Шпанија и на други места. Значи, како крајни купувачи на нашите кабли се јавуваат светски познатите гиганти во автомобилската индустрија, како Volkswagen, Peugeot, Fiat, Škoda, Audi и други. Јас сум Блажи Салтиров, дипломиран машински инженер. Вработен сум во Amphenol Technology Македонија од декември месец 2013 година, но во секторот за квалитет. На почетокот работев на имплементација на ISO-TS стандарот, подготовка на документација за имплементирање ISO-TS стандарот во АТМ. После тоа сум на работно место инженер за квалитет во одделот за производство на Филек. Секојдневни активности има околу следење на производството, квалитетот, како се движи, секојдневни аудити за производи, процеси, приемни контроли, документации со финални контроли. Исто така имам комуникација со добавувачите и со купувачите. Таа комуникација претежно се состои за околу, ако имаме рекламации спрема купувачите, тоа се документира и се бара да се отстранат проблемите. Исто така е, доколку има проблеми со некои наши производи, мора да се направи анализа за да се отстранат проблемите. Сето тоа е во интерес на купувачите, што сакаат да купат добри делови. Јас сум Александар Јорданов, вработен во Amphenol Technology Македонија на работна позиција инженер за квалитет. Според контролата на квалитетот, односно секторот контрола на квалитет е еден од основните сектори во секоја производна единица. Односно, квалитетот на материјалот е основен фактор за квалитетно производство и нормално за квалитетен продукт. И затоа него уште при самиот влез, односно складирање во магазинот за складирање на материјал, му вршиме контрола до излезот, односно готов производ. Сите активности, кои се спроведуваат во секторот за квалитет,
се насочени кон обезбедување на организираност и транспарентност на целокупното внатрешно функционирање. Тоа значи дека секои проблематики, односно секој решавање на проблематите ги вршиме транспарентно, јавно, со сите претпоставени и одговорни во секој сектор и едноставно ги решаваме заедно проблемите. Секторот е соодветно екипиран и со тим од млади и амбициозни стручни лица, кои се вклучени во континуиран низ на активности, односно со примена и имплементација на европските стандарди за квалитет и универзалниот стандард ISO 9001 ја извршуваат својата работа, односно допринесуваат квалитетот на материјалот да биде на повисоко ниво. Например, со универзалниот стандард ISO 9001 применуваме многу алатки кои ни помагаат за решавање и отклонување на дефектите. Една од тие алатки е Ишикава диаграм, кој ни служи за откривање на причинителот на дефектот, значи се вршат потоа екшн листи, едноставно и следење и корекција на дефектот. Друга алатка е QRQC процес, значи таа алатка ни е потребна за пријава на дефект, негова корекција и следење со минимални можности за повторување на истиот проблем. Во секторот за квалитет се следи и исправноста на мерно-регулационата опрема, која исто така е многу важен фактор за коректно испитување на нашиот продукт, односно базни антени за мобилна технологија. Располагаме со високо квалитетна опрема од реномирани произведувачи и имаме целосна поддршка од истите, бидејќи за секоја калибрација и за секоја валидација на исправноста на мерните инструменти, тие си вршат собствена сервис и собствена валидација. Со еден збор, обезбедувањето на квалитетот на продуктот представува еден од врвните приоритети на компанијата, односно истовремено и на сите нејзини вработени. Јас сум Блажи Мицкоски, вработен на позиција менаџер за квалитет во Amphenol Technology Македонија. Како што претходно знаеме, Amphenol произведува делови за автомобилска индустрија и за телекомуникацијска индустрија. Главната цел на Amphenol како производство на количините на деловите кои што се побарани од страната на нашите клиенти е и да се произведуваат квалитетни делови кои што може да бидат искористени од нашите клиенти, а не да бидат со грешки и дефекти. За да можеме да го обезбедиме добриот производ до клиентот, потребно е да имаме добро дефинирани процеси, добри машини и опрема, како и материјали кои што се со соодветен квалитет и не предизвикуваат грешки кај клиентите. За да можеме да ги следиме барањата на нашите клиенти, имаме специфични барања кои што се доставени од нивна страна и истите мора да се почитуваат од страна на Amphenol, се со цел да произведуваме делови кои што се по барањата на клиентите. За да сме сигурни дека нашите производи се добри, имаме повеќе нивоа на контрола и проверка на производите и истите ги класифицираме како добри, тие што се без грешки, и некои што имаат грешки се дефинираат како недобри делови. За сите грешки и за сите недобри делови потребно е да се направат анализи на дневна, неделна и на месечна база и истите се користат за да се оневозможат појавувањето на истите грешки во иднина. Значи во анализите се вклучени сите вработени, вклучувајќи ги операторите и лидерите, менаџерите, инженерите. Значи целта е да се најде од каде е коренот на проблемот и истите да се оневозможат да бидат произведени повторно во иднина. Целта е да воспоставиме систем кој што нема да дозволува да се прават грешки и да не се дозволува човечкиот фактор да одлучува за грешките. Значи колку можеме да го осигураме процесот и параметрите до повисоко ниво, тоа би било подобро и би гарантирало подобар производ кон нашите клиенти. За да се осигураме дека нашиот левел, нашето ниво на квалитет е добро, се организираат внатрешни и надворешни проверки од страна на нашите клиенти и исто од страна на нашите сестрински фирми.
Целта на тие проверки е да се најдат девијации и пропусти во нашиот процес, кои што би се превенирале и би се подобриле се со цел да не произлегуваат грешни делови заради грешно поставените процеси, машини или опрема. Значи целта на проверките е да се најдат девијациите и да се подобрат се со цел да немаме натамошни проблеми. Сите тие проверки и сите забелешки мора да бидат искомуницирани и со операторите, заради тоа што тоа е една од најбитните точки за да имаме добар процес и добар производ. Доколку само одговорните лица се запознаени со проблемите и со подобрувањата кои што треба да се имплементираат, тогаш користа нема да биде доволно голема заради тоа што операторите се тие кои што се во директен контакт со производот и мора да бидат информирани за сите аномалии, проблеми со материјали, со процеси. Значи најбитно е комуникацијата со операторите, со сите левели во фирмата, се со цел да се има информацијата на секој ниво и секој од вработените да биде запознан со податоците кои што стигаат од страна на клиентите, од страна на проверките. Значи за да бидеме во текстот тоа кои се специфичните барања и поради што нашите клиенти ги бараат тие параметри, организираме посети на клиентите, на нивните фабрики, каде што може да го видиме нивниот производен процес, нивните линии, нивните процеси, нивните побарувања. На тој начин ни се доближува важноста на нашиот производ важноста на нашиот добар производ за нивните производни линии и со тоа можеме да ги подобриме нашите процеси и да внимаваме на деталите кои што се битни за нашите клиенти.